Почитувани присутни, почитуван градоначалник на општина Чаир, почитувана делегација на Европската комисија, почитуван Бейтула Морина од Организацијата на еснафите на чаршијата. Денеска сме заедно во оваа сала, заедно со градоначалникот на општина Чаир и делегацијата на Европската унија за доделување на 12 грантови за еснафите на чаршијата во врска со проектот ИПА финансиран од Европската унија. Попосле ќе биде заедно со нас и министерот на економија Беким Незири, кој што ќе подпише меморандум за соработка со господинот Бейтула Морина. Сега ќе му дадам збор на координаторот на проектот на ИПА финансиран од Европската унија, господинот Норик Селими. Повеќе. Почитувани присутни, почитуван представник на Европската делегација во Македонија, господин Мартин Клак, почитувана господја Елизабета, водител на нашиот проект на општина Чаир, почитуван градоначалник и почитуван председател на еснафот, како и сите присутни. Значи, проектот валоризација на потенцијалот на еснафите во Старата Скопска чаршија е проект воден од општина Чаир и е проект кој е финансиран од Европска унија од програмата ИПА за меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Косово, каде ние како партнери со општина Гилане од Косово добивме заеднички проект во целосна вредност од 550.000 евра во време трајање од 18 месеци. Главната цел на овој проект е валоризација на занетите во Старата Скопска чаршија, придонесувајќи вака во развојот на чаршијата во целина. Во изминатиот период, преку овој проект се реализираа успешно неколку активности, од кои може да се издвојат обука на над 50 учесници од Старата Скопска чаршија за подобрување на нивните маркетинг и менаџирање вештини за нивниот бренд. Се направи идентификување и регистрација на сите еснафи, на сите стари занаети во Старата Скопска чаршија, вака креирајќи една база на податоци која што година ќе служи како референца за креирање на одлуки. Во завршна фаза, како што може да се види од сликите, е реновирање или реконструкција целосна на објектот во Старата Скопска чаршија, кој што е во собственост на општина Чаир и кој што преку сликите може да се види во каква состојба беше претходно, во каква состојба е денеска и како е проектирано кога ќе заврши после 2 недели од денеска како проект, каков изглед ќе добие. Овој центар, покрај тоа што ќе се реновира, ќе добие нови функционалности. Тука планирано е да се овој објект да биде како референтна точка за сите еснафи од Старата Скопска чаршија. Најпосебната активност од овој проект секако е давањето на 20 грантови или сабгрантови на дуќанџи од Старата Скопска чаршија, како средства за нивна помош за подобрување на имиджот на нивните дуќани. За таа цел општина Чаир објави конкурс за апликација, каде аплицираа и добија 20 дуќани, кои што со добиените средства ќе придонесат за подобрување на нивниот имидж и за изгледот во иднина. На тој конкурс повеќето од дуќанџиите кои аплицира има одбрано тие средства да ги користат за реновирање на изгледот или реновирање на фасадата. Тука би сакал да искористам и присутноста на господинот Мартин Клак, кој што е представник на Европска делегација, да дојде заедно со градоначалникот на општина Чаир, за да ги доделат свечено тие 20 договори или ваучери. Фан ексклузив. Базаров
тука се нукаш по фарсуси. Шар, лебе виждница шар. Класик. Класик. Маргини. Виктория. Вавилон. Сап. Либертас. Насер Рауфи. Компанија Хембој. Етано. Сараево. Бела Антик. Фрунц. Dhe kompania Altex. Me kryetarit e Snafit, për ato që nuk janë këtu, ja dorëzojmë Snafit kontratat, pastaj mund vini. Tani ja jap fjalën zotrit Martin Klauk, i cili është përfaqësues i delegacionit evropian të merr fjalën. Minister Giziri, Mayor Megiti, ladies and gentlemen, it is my pleasure to be here today to jointly award the grants to the number of handcrafts from the Old Bazaar as part of the EU-funded cross-border cooperation program. The project that the municipality of Chai and the European Union agreed to support would foster economic development and social cohesion in a sustainable manner. Considering the specificity of Chai municipality, we gave a special emphasis to the facilitation of traditional commercial activities, craftsmanship, and the reinforcement of the tourist and cultural potential in the Old Bazaar. Craftsmanship has a long-standing tradition in this country, and in the past these local small artisans were highly appreciated because of their unique skills and knowledge. We are all aware that with the Industrial Revolution and the mass production, it changed the society and brought craftsmanship at the edge of survival. However, in the past 20 years, the same technological innovations and economic transformations created opportunities for revival of the craft object. And in today's modern world, there are consumers that will always prefer individualized handmade goods over the industrial standardized products. This sector may also contribute to solving of the problem of the high number of unemployed in the country, especially with regards to unskilled labor. Young people may consider developing their career hand in hand with the master craftsman and producing products and services for modern industrial markets and for cultural tourism. And through this project, a number of traditional craftsmen and social entrepreneurs have already undergone training on branding. They had the opportunity to learn about modern concepts and techniques for sales and marketing, and notably certain principles of branding. And furthermore, the project will also assist in setting up a municipal info center that shall act as a future business hub for the craftsmen and social entrepreneurs to be able to interact among each other, find information on funding opportunities or current government programs. And let me finish by saying again my congratulations to all of you, especially those who received the grants. And I hope that these grants will also contribute to indeed increase the turnover of your business and enhance your profits. Почитуван председател на ЕСНАФ господин Морина. Воено и честитам за новата функција и посакувам поинтензивна соработка на ЕСНАФ со институциите, било локални или на централно ниво. Во кратки црти, значи ќе кажам дека денеска тука сме да се заблагодариме на Европската комисија за помошта преку ИПА фондови.
што воедно значи доделување на грантови на 20 учени во Старата Скопска чаршија за разувување и промена на фасадиве и излозиве, што ќе придонесе за подобар изглед, ефикасна енергетска ефикасност и воедно поатрактивна за туристите да фреквентират во Старата Скопска чаршија. Тука се грантовите, исто така инфопунктовите кои што исто така ќе придонесат за туристите подобро да се снаоѓаат во Старата Скопска чаршија и објектот кој што единствен на општина Чаир, кој што при крај се реновира и ќе добие нови функции. Има Европско училиште од Париската мода и воедно сакам да се заблагодарам и за соработката на министерот Незири, кој што овој проект кој што почна со 20 учени ќе продолжи со многу повеќе, кој што ќе образложи министерот. Значи не е идејата да се почне, туку да се заврши целосно, да добие нов изглед Старата Скопска чаршија, а во наредниот период имаме и други проекти со господинот Морина за проекти кои што ќе придонесат директно за Старата Скопска чаршија. Така да користам прилика уште еднаш да се заблагодарам на сите кои што се учесници во овој проект и се надевам дека скоро ќе продолжиме со вакви проекти. Thank you. Значи во овој важен евент за Старата Скопска чаршија и за општина Чаир, каде што денеска со нас е и министерот Незири, ке се подпишува меморандум на соработка за реновирање на витрините во Старата Скопска чаршија. Го повикува министерот Незири за да го земе зборот, а потоа и председателот на Сдруженијето ЕСНАФ господинот Морина. Почитуван градоначалник на општина Чаир, мој другар господинот Изет Меджити, почитуван председател на ЕСНАФ на чаршијата, дозволете ми на почеток да се заблагодарам особено на градоначалникот и на представникот од Европската Унија, поради тоа што иницира реализација на еден проект, витален проект би го нарекол, поради тоа што реализирајќи вакви проекти ќе придонесеме позитивно врз развој на економијата во Старата Скопска чаршија, која представува витален, клучен елемент во туризмот во Република Македонија. Јас ќе се обидам да кажам 2-3 реченици поради тоа што за бенефитите на реализацијата на овој проект детално објасни градоначалникот на општина Чаир. Меѓутоа, тоа што е најважно, знаејќи дека функциите поминуваат, знаејќи дека денеска сте министер, утре нема да бидете, исто денеска сте градоначалник, утре нема да бидете. Тоа што е најбитно е дека делата, реализацијата на проективе оставаат трага, која што трага ќе придонесе да се спомнуваме во иднина. Затоа јас ко министер и владата на Република Македонија се обидува да поддржува проекти кои што се инициираат од страна на локалната власт и во име на владата и во име на Министерството за економија. Се заблагодарувам на градоначалникот за ваквата иницијатива, се заблагодарувам и на представниците на Европската Унија за поддршката на ваквите иницијативи и се надевам дека во иднина ќе има еден поголем број на вакви иницијативи. Благодарам. Би сакал да ги поздравам посебно од Европска Унија гостите. Би сакал да го поздравам за господинот Изет Меджити, началникот на општина Чаир. Поздравувам исто така и министерот за економија господин Неким Незири. Значи, проектите ги елаборираа, во суштина ги елаборираа, мислам дека и представникот на Европска Унија и началникот на општина Чаир и министерот. Јас би сакал само да додадам дека ова е прв пат, значи, СНАФ-ите да добиваат нешто, да
pomoć nisam bilo kakva, ova je konkretna pomoć za renoviranje na izlozi, za smjena na tehnite i smjena na ova firmica. Samo pak bi sakal da gi zamolam всички тие кои што добија грантови од Европска Унија, би сакал да ги замолам да се координираат со ЕСНАФ за тие грантови да не се злоупотребат, за да успееме нешто направи, мислам, заедничко добро, да успееме, мислам, да направи нешто тоа да се види дека имаме нешто направено со помош да не е злоупотребена, за во иднина да добиеме уште поголема помош и уште поголема поддршка од Министерството за економија, општина Чаир, а посебна благодарност би сакал до Европска Унија, кои што, значи, секогаш кога сме имале потреба, значи не помогале. Најголемата помош што ми дојде, значи, преку општина Чаир, рампите хидраулични што ги поставивме во старата Скопска чаршија, и тоа, значи, даде огромен резултат. Више немаме, значи, коли, немаме мотоцикли ни чаршијата и луѓето се движат слободно во чаршија. Така да, значи, од тука почнавме и се надевам и во иднина ќе имаме добра соработка и се надевам дека во иднина ќе не поддржат во нашите ова барања и проекти. Мислам дека полека веќе се менува, ќе се смени сликата на чаршијата и сето тоа ќе биде во наша корист и во наша помощ. Благодарам. Alla,